председателка, ќе дозволите да се обратам од место за да не станувам и во интерес на времето да биде, нема да го искористам целото време. Прво се работи за еден амандман кој што предвидува зголемување на средствата кај директните плаќања. Тоа е популарно наречените субвенции кои што ги бараат земјоделците. Земјоделците треба да знаат за наредната година колку и да насадат, по она што им е програма ќе им биде исплатено. Ако се предвидени, 12.000 денара за садење со сертифициран материјал за пченица, колку и да насадат ќе им биде исплатено. Тутун, колку и да насадат ќе им биде исплатено. Овошни култури се онака како што е предвидено во програмата. Овие ставки кои што се овде представуваат апроксимативно сметање што ќе се случи наредната година. Дај Боже да треба да додадеме уште толку пари. И уште толку пари со ребаланс ќе додадеме и ќе бидат исплатени. Значи тука треба да расчистиме дека земјоделците од оваа ситуација нема да излезат со кратки ракави, бидејќи гледам дека вашата конотација на кажување е таква. Втората работа, и колегата Николовски, бидејќи е поупатен во работата, знае дека Европската Унија постојат две програми. Тоа е програмата за директни плаќања, но и програмата за рурален развој. Треба да бидете честни пред граѓаните и да им кажете дека во Европската Унија настојува да се зголемува токму оваа програма за рурален развој. И таа програма за рурален развој оваа година е зголемена за 333%. Пазете, зголемена за 333%, што значи дека во овој дел, во делот на директните плаќања и во делот на руралниот развој, сметам дека ние треба да бидеме задоволни. И затоа, повторно ќе кажам, дај Боже да треба со ребаланс да ги зголемиме средствата и во субвенционирањето. Граѓаните, односно земјоделците, мора да знаат, субвенционирањето ќе продолжи, а ова сега што го имате како програма да се ставило повеќе или помалце пари, тоа е за дневно политичко препукување, ништо повеќе од тоа. Благодарам.